Господине Джидров, архитект, сценограф, актер, што ми недостига во оваа низа? И каде најдобро пливате, да речеме на некој начин? Знаете што, архитектурата и сите архитекти се, условно кажано, поливалентни во она што е уметност, практична уметност и реализација на некои работи околу уметноста. Значи, кога се прави сценографија, сценографијата е дел од театарот. Плакатите, пропратниот материјал е исто дизајнирање и треба да имаш ликовна култура и знаење како да се презентира нешто, бидејќи плакатот или програмчето за представата или за каталогот од изложбата, тоа се првите контакти со публиката или најава. Тоа се прозорчиња низ кои ние ќе дзирнеме за да видиме што се случува од другата страна. Значи, во оноа што е творба на уметниците. Многу важни кариерни моменти ваши се поврзани со режисерот Владимир Милчин. Значи, вашата прва сценографија е изведена во негова представа. Ако може да се каже, ваша посериозна улога е повторно во негова представа. Што значеше да се соработува со Владимир Милчин во тоа време и што требаше да постигнува еден актер и сценограф за да биде дел од екипата на Милчин? Кога си млад и многу млад, средината ствара идоли. Некои идоли од генерацијата, некои се помлади, постари, и едните од тие истакнатите млади луѓе во тоа време, 63-та, 4-та, 5-та година, е и Владимир Милчин. Се појавува Унковски, па после се појавуваат и Ценевски и така натака, и некоја млада генерација, нивните пројавувања во уметноста и во оноа што било околу тоа, повлекувало генерации да ги следат. И сега еден од тие следбеници бев и јас. Затоа што 70-та година, кога се оформи тој театар кај Свети Никита Готлерот, јас отидов да, условно кажано, социјален ангажман, да се социјализирам, нели, со други млади луѓе, како што се хоровите, играорните групи и така натака. И ова беше нешто поприфатливо за мене, бидејќи чуден еден израз, дојде Милчин од Белград, следбеник, човек кој што го пратеше Битев во тоа многу актуелен авангарден театарски фестивал, се појави Унковски исто така, се појави и некои други луѓе, бидејќи во Скопје немаше академија за режисери, за глумци и така натака, и обично се одеше во Белград или Загреб, некој стигна и до Љубљана. Така се оформи таа приказка, тогаш дојде до близината со Владимир Милчин, бидејќи тој покрај режијата влијаеше и на тоа што да се чита, што да се следи, каква музика да се слуша. Тогаш беше многу важна музиката, авангардна музика и нели хипици, битници, се случи Вудсток. И во игра на случајностите јас бев на тој еден концерт во Лондон на Ролинг Стоунс и во Хайд Парк, 500.000 души и така натака. Знаете, тоа беше едно друго време, меѓутоа кога се за посериозните работи во театарот се случува сите работи преку Милчин. Бидејќи остана трага не доизодена патека беше со театарот кај Свети Никита Голтерот, бидејќи остана една представа и една почната представа која не се заврши, а се заврши, уствари се затвори еден циклус 10 години подоцна, која се оформи Зелената гуска. И тоа е продолжение некое условно кажано, бидејќи втората представа која работевме со голтарите беше најмалото театарче на светот Зелена гуска. И тамо јас играв еднаш папа, па бев нешто ова, многу интересни случаи и меѓутоа во Зелената гуска во 80-та година
при филозофскиот факултет, на естетичката лабораторија при филозофскиот факултет, ја оформија таа група. Не бев јас веќе актер, него бев помошно лице. Многу анегдоти се, подготвувајќи се за разговорот денеска, многу анегдоти прочитав и за периодот со Свети Никита Голтарот. Особено оној момент како го добива името, како си го давате името. Кој се учествуваше во формирањето на... Вака, јас сум во втората генерација. Имаме прва генерација Голтари и втора генерација Голтари. Првата генерација Голтари се Милчин, Унковски и Мартин Панчевски, овие се двојцата режисери, и Мартин Панчевски е професорот кој заврши организација на театар, филм и режија во Белград. И тие беа другари меѓу себе. Тука беше приклучен многу интересен човек Златко Пановски, кој што сакаше да биде графичар, уметник, па он го правеше плакатот, а он после стана доктор. Сега е нешто друго, е бизнисмен и така рад. Љубиша Никодиновски биш треба да се спомене во таа прва генерација. Ненад Стојановски треба да се спомене од актерите. Алјоша Руси со Исо Руси, не знам дали учествуваше и Наум Пановски во тоа. Марко Шарац, тој филмска режија работеше, го напиша манифестот за еден театар. И тоа е еден од манифестите каков театар сакаме. Значи, и едно од основните мота беше дека за да имаш театар, доволни ми се две даски, еден глумец и еден човек во публиката. Тоа Лопе де Вега или некој го беше изјавил, а самата идеја беше револуција, париските немири на студентите од 68 година, белградските немири исто во 68 година, демек револуционерната младина, условно кажано, која што исто тука почнаа да влијаат музиките. Ролинг Стоунси, како мој фаворит бенд, Битлси, па Дорси и така натака и така натака. Основно беше да се прави физички театар, значи тогаш тој Гротовски, Еудженио Барба, Ла Мама, театрите од Битев, овие звездите, Бреден Папет, да се живее како во комуна, хипи. И не знам како им дошло на дечиве дека тоа треба можда во некој од манастирите во околина на Скопје да се прави, и прекрасен и многу јака црква е Свети Никита на Скопска Црна Гора, и тука они живеат еден поинаков живот со еден режим, станување, физички вежби, трчање, пеење, викање, ово, и се развива таа скици од преданието кај Навелско се вика представата, да ја развијат представата со тој физички театар, со не многу зборење, со стиховите од Славко Јаневски. И тоа стана една култна представа на ниво на Југославија. Имам чувство дека целата ваша актерска игра некако е пропратена со бурни реакции од публиката. Зошто го велам ова? Најмалото театарче на светот Зелената гуска има многу анегдоти поврзани со тој период од вашиот живот. Крие анегдоти за изведбата во која била уништена бундата на Мара Исаја. Добро. Крие анегдоти околу една изведба на плоштадот, кога сте биле собрани во полиција. Така, да. Што значеше тогаш да се биде актер? Тоа беше револтот против оноа што е преконвенционално, конформизмот на младите, условно кажано, и сега бунт. Да кажеме, некој има проблем со долгите коси. Само мала илустрација ова. Долгите коси, тоа што беше мода, е малку подоцна стана мода. Долгата коса беше револт на добриот изглед на луѓето, нели? Фризура, бричење и така натака, и одеднаш правиш ти револт.
револт, да предизвикам реакција кај тебе, затоа што не сум задоволен од тоа ти што го правиш. Ние излеговме на улица, ние представите ги игравме на надвор, на отворен простор. Меѓу луѓето. Да, Меѓу народот. ние нашите представи правевме анимација по градовите која одевме, за да ги анимираме луѓето, публиката, жителите да дојдат да не гледаат. Тоа беше, револт према институциите, кои што беа зачаурени, некој класичен, строг, условно кажано, репертуар, и одеднаш се појавуваат овие, чекајбе, кои се овие, знаеш? Приказната со најавата на представата, оваа што викам, не се доврши тој филм за најмалото театарче на светот Зелена гуска, беше со таква анимација, значи ние више ја нацртавме Зелената гуска, едни шизици од средно уметничко, Оли и Цоне, они беа главни, и отидовме низ центарот на градот, тогаш на Маршал Тито, сега улица Македонија, со тупанот, со тропки, со све, облечени необично, хипи. Тоа стварно беше ван стандардот на нормалното однесување. И правевме галама и тука излетаа и некои вакви онакви пароли, и пред сега Далфуфо, тогаш Пелистер кафаната, и сега е Пелистер, така, некој свика полиција, дојдоа со тогаш 1300 едни фијати, излегоа едни милицајци, прво сообраќајците, после осетивме дека има и некои од тие маскирани агентите, и тупанот како што беше, јас тогаш исто еден шизик со долги капути со ова сона, го фатија Ненад, го фатија овој Биш, кој што он стално се костимираше така, и не однесува во полициската станица. Среќа, еден од тие што беа актерите наши, татко му беше началник во полиција, па малку полесно поминавме, меѓутоа мислам дека останаа траги, сите влеговме во некој досиеа и сите претежно сега Милчин, не знам, Унковски, тој Биш и така натака, тие поекспонираните си добија нели досиеа во полиција и веројатно не знам дали ги добија досијата да видат што се случува под присмотра некако. На страна актерската игра и активностите кои што сте ги имале во театарот, споменав и во најавата 160 сценографии, работа во 33 театри, 44 режисери, над 10 држави, а за себе ќе кажете дека сте сценограф на повик. Да. Како тоа ниту еден театар вас не ви даде постојан ангажман? Знаете, јас сум, генерално тоа често го споменувам, не знам кој како го сваќа, во професија homo duplex. Значи, јас завршив архитектура, се вработив во фабрика како архитекта, прво работев маркетинг, што се вика, плакати, сајмови и така натака, и после станав главен проектант во фабриката Алумина. А паралелно, значи од 70-та година цело време ми се влече тоа театарот, а од 80-та паралелно до 2004-та ми беше и Алумина. Знаете, јас и добивав и награди, ме фалеа и не знам по сите фестивали и така натака, меѓутоа не знам зашто никој не му текна да рече, Джидров, дојди да бидеш знам, Бог да ја прости, Сабина беше председател на уметнички совет на Драмски, и тоа тогаш кога Чадик го оформи детскиот театар, они имаа проблем за технички директор. Ја веќе работев неколку представи, она прекрасна Чијас и Грефили Шприцер, хит представи во Драмски, и ми вика, Дживи, били ти дошол кај нас? Били дошол, ама некој измисли дека сега Джиби, сега он е Милчиновец, па сега бидејќи клановите си прават своје борба на позиции и така натака. Ако во 2022
се постави представа посветена на пандемијава COVID-19. Да. Како би изгледала сценографијата? Добро прашање. Не знам, не сум размислувал тоа. Сигурно сите ќе бидеме по некој ќошови и со маските, веројатно, или ќе направиме, условно кажано, сајбер представа со интернет, со далечинско комуницирање. Значи, можда со монитори и така натака, нели, како викаме, не со физичко присуство. Господине Джидров, ви благодарам за денешниот разговор. И вас исто така, фала на честитките и на ова подсеќавање. Мислам дека дадов некои добри појаснувања.